Можеме? Да, бе, да. Гоце Стевковски, добре дојде. Ти Добре, благодарам да. за твојата ти благодарам што ја прифати мојата покана да бидеш гостин во подкастот Джезот денес. Подкаст кој што е наменет за промоција и афирмација на современата македонска джез и импровизирана музика, музичка сцена. Како си, Гоце? Фала. Па, супер сме, бе. Сабајлечки, да кажам, чекаме да почне денот и очигледно добро ќе почне. Така е, да се надеваме. Вака, јас и ти се познаваме многу долго и сме настапували заедно и сме правеле многу работи заедно. Но сега сакам да ми кажеш кој е Гоце денес. Значи, што се прави Гоце денес? Па, денеска во суштина правам се она што никој пат уствари не сум го правил, тоа е, мислам, никој пат сум го правил, меѓутоа не ми било во преден план. Еве, што знам, го водам оркестарот моментално, нели, националниот джез оркестар Така. на Македонија, така да знаеш дека почнавме од пред 8 години. Произлезе оркестарот од Сдруженијето на джез музичари, сега успеавме да речеме, повторно омилен цитат ми е тоа од и ќе кажам од Зоки Маџиров. Он кога ќе се случеше нешто добро, знаеш, стално викаше ова историски чин за Македонија. Историски Така чин за Македонија. Тоа сакам да го користам цело време, едно што ме потсеќа на едно фино дружење, нели, дека беше со нас. Така. Меѓутоа е убава парола и сакам да се држам до оние, да речеме, позитивни нешта кои што не се случуваат во периодов, нормално со многу работа, со многу труд, меѓутоа има резултати и многу сме среќни, мислам, колективно, дека ете се успева и овде, иако има една, како се вика, мисла кај народов, или вкоренет некој менталитет, дека тешко е, дека не оди, и така натака, и така натака. Дека е тешко, дека оди, ако работи човек, веројатно има и резултат. Ти си една потврда дека со упорност и со она, како се вика, инаед, можеби, пошто кај нас работите така одат некако, инаед, дека се стигнува до целта, е една идеја која што долго време тлееше, мислам, меѓу джез уметниците и джез сцената во Македонија, мислам дека се извојувавте најде, не би ја нарекол победа, но навистина победа за сите нас, затоа што имањето на институцијата Национален оркестар, джез оркестар е навистина многу битна работа, која што ние за среќа можеме да се пофалиме дека стигнавме до да имаме еден джез оркестар на толку високо ниво, што е за секаков респект. Твојот пат за да се зарезиш со джезот е малце поразличен, затоа што си дипломиран перкусионист, нели, на Академијата во Скопје и магистерските студии ги заврши на джез одделот при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И сега, но измеѓу двата тие едукативни процеси или циклуси имаше голема пауза, во која што мислам дека ќе биде интересно, ќе ми биде и мене интересно, но и за гледачите на подкастот, како Гоце се зарази од класично едуциран музичар, да се префрлиш на ова, како што ја нарекува, темната страна, или да почнеш да свириш импровизирана, или наречена джез музика, што уствари е импровизирана музика. Малце околу патот твој. Значи, почетоците ми се многу рани од, да кажеме, некаде од некои 5-7 години, пошто татко ми исто е свирач, свири некоја народна музика, човекот. Првото запознавање беше, нели, преку таа музика, сваќаш дека ти оди добро свирењето и набрзо ми стана досадно, нели, мислам, да се бавам со таа музика и, нели, во тоа време во бившата држава екс Југославија имаше разноразни програми музички, кај што, например, од образовните
најчесто имаше музика на Лепи Сол, као како се вика тоа, Као фон во образовна као програма? фон, благодарам, да. Добро. Како фон и исто така имаше одредени, да речеме, парчиња спотови од некои нови композиции кои што ги снима, паралелно таму бев импресиониран од бендови као Екатерина Велика, највеќе, да речеме, мислам дека они имаат доста влијание врз така креирање на некои на мојот вкус, дисциплина, па и парти брекерс, ке кажам, таа југословенска белградска школа, Хаустор, исто би ги издвоил. И да не набројувам, има еден куп од постарите, нормално Time Smack и Корни група. Дугме не ми се свигале реално никогаш нешто посебно, меѓутоа нормално имаат фантастични песни и они, нели нормално сега тие во основно училиште дружења, споделување на некои одредени, нели, мислења околу тоа, нели, што е добро, што не е, коментирање. И сега, например, се случи, ја бев уште млад, кај што во тоа време, знаете, вие се уште важат оние приказни, немаше, нели, интернет, немаш контакт со светот, не знам од кај улета на некои касети од AC/DC, и фино лепо, нели, ми се свига таа музика и следното е запишување, изборот беше да требаше да бидам пилот, се пријавив на едни прегледи, па потоа на вториот пат нешто се разболев, некоја зезната болест. И не успев да стана пилот, што е на моја среќа, пошто другарот што отиде таму, ги цапати војна, па се вратија навака. И после тоа имаш, се запиша во средно музичко училиште, и таму беше интересно, едно 2,5 месеци, онака, на секој класен час имаше као, на вас не ви дававме инструмент, да, викам, кои се опциите, као демек што да учам, ви дава хорна и фаготова, кој раскажем. Много интересно. Да, мислам, тоа време некако... Не можам да замислам да, не ми звучеше примамливо, иако наш еден колега е врвен хорнист, беше, сега не свири он. Да го поздравиме, Джија Да Немин. го поздравиме, да. Имавме еднаш озбилна дебата кој инструмент е тежок и, значи, он победи дека хорната бил многу тежок. Вие, фагот е многу поинтересен инструмент, многу ретко го свираат кај нас, а замисли фагот во джез состав, колку интересно би звучало. Интересно е, имаше, мислам, ќе ни требаат 2 дена да разговараме на тебе. Ние уште еден подкаст ќе направиме. Околу некои случаи, слични дешавки, околу поготово околу инструментите, фаготот исто многу придонесе на една колонија во како се вика Осоговскиот манастир во Крио Паланка, имаат овие архитектонски факултет колонии таму и еднаш бевме учесници. Со нас беа едни французи кај што на целата таа приказна таму го извади фаготот, мислам тоа беше го смени текот на вечерта, сакам да кажам. Да, као звук, така да можда се прашав во еден момент дали можда сум требало дека тоа да го прифатам, не нормално, не прифатив ништо од тоа, меѓу време се симнав на ударни инструменти, тогаш беше професорот Емил Клан. Ме преслуша, рече почне да доаѓаш овдека и така почна мојата приказна, доека повторно во средно стана збор за на кои инструменти, им кажа веќе дека одам на ударни инструменти, ме оставија и се покажа веројатно као талентиран и као добар. И тоа е приказната од прилика околу почетоците, нормално првите бендови се во тоа време со Дарко Мучев, Давор Јардановски, школски другар ми беше. Давор е тука, се врати се. Тука е, да. И имаше Дарко Тасев, мислам дека он си, да, Дарко Тасев, гитаристот. Правевме некој состав у гаража, нешто таму во аеродром. Па како сите, нели, рок-н-рол, гаража, рок-н-рол, тоа е тоа. Нешто ни одеше, нешто не ни одеше од песни, нормално се радма на тоа и после направивме нормално средношколски бенд, кај што Џоле Груевски свиревме, ја, Мучо, Џоле и Давор. И во тоа време МКЦ, во МКЦ функционираше еден театар независен, Црв. Значи, Дарко Митревски и Александар Поповски го водеа тоа, веројатно, кои студенти тогаш. И имаше некои
забавили се, не знам, петочки нешто и ние нон-стоп свиревме таму, претежно Леписол, Хендрикс, Дорси. Као што кажав, има многу за зборување. Тој период Талички Том имаше еден бенд кој што функционираше многу добро, во тој беа членови Владан Дробицки, Го памтам. Јапан, компанија, да, и уште... На Pop Rock Fest се Да, земавме некои награди таму, така. свирачи, се снимаа песни, нешто на телевизија Па идевме. види, тоа што имаме запознаено ние, значи, Така, бидејќи ние идевме од Битола, Ја во Орион ги памтам. 95-та, 94-та, 95-та прв пат со Фач и 96-та бевме прво место. Ова е покасно. Да, ама тие дружби беа од Да. поврзани со Рокфестот 25 беше- мај, не беше точно, магаза, точно, 25 точно, мај беше точно. тогаш и Рокфестот Джери што го правеше екран, новинарот од екран. Така. И така да тоа беше онака најбитната дешавка за рок н рол во државата. Апсолутно, И да. Јас знам баба ми, извини баба ми, на насловна страна на екран кога излеговме до Тоа 20 мерило за години успех. на фрижидерот стоеше Тоа онака е. екран Тоа е. насловна страница Мене што мајка ми навистина викаше беше стално многу битно тогаш. На телевизија нешто као свирам, дигни ја вика главата, ништо не се гледаш. Ама тоа си имаше коса и Глупо нешто несватене, нели? Урок. така да е, така не сватен. Добро, значи кај тебе, извини што те прекинувам, усвари врската, конекцијата е преку рок н рол према джез. Истото ми се случи и мене. Па да. И јас истото го правев, нели, имавме таков рок н рол бенд. Јас имам направено најлудата проба што имаме направено на покривот од зградата кај мене кај што живеам, кабел 25-30, не знам колку метра, тегниш горе и кај што се сушија теписи на времето, правиш онака проба и цела, мало онака Битлси, знаеш. Тоа е. И тоа го имам доживеано, да ти се качи полицаец горе, да ти речи, дечки, готово, Доста е. или го викаме комет, Марица да ја викаме толку. Ние имавме него стични, да речам, такви ситуации, кај што блиско ќе дојам до почетоците воведот во тој, да речам, джез. Направивме некој бенд, вежбавме во Дом на градежни, тогаш беше актуелна, и Архангел правеа таму проби, и мислам дека и Мизар, и имаше група една Црн прозорец или Black Window. Добро име за група. Да, свираше бубај на овој на оригински брат му Зоки. И Боби едниот ваја некоја екипа и нема везе таму нешто правиме проби Гиш Клер што мислам и они дека пробуваа. И правиме некоја ситуација, као нешто, тој кафичот од Карчи Арт го отворија и као нормално не ангажираат да свириме. Тука и Брег влегува да пее со нас. Борче од Гарда, ако го памтиш со оној Рита Бомбата што свириш. Го памтам. Циркуси. Го памтам Борче Да, како. али не. беа добри Туристо свирки, Бомбата. знаеш, оне и сега тука. Косата си банеза, Да, како не имаше го зум, памтам. се беше како темпирана бомба беше. Да. Ле. Али Ова е одличен 90-ти години правиме. 90 91 ако не е, така нешто. И нормално во тој период онака стигаат разни информации, видеокасети, Сокол, Гаро, Гаро стари, ја го викам, пошто е Гаро Гаро Марија со сина. Парамециум, најверојатно тоа го касети тоа време. Тука се почетоците, меѓутоа не мислам дека они уште работеа со Леписол во тој период, дека уште не беа, 91-92. да, дека уште не беа распаднати, мислам разидени. И нормално почна да доаѓа онаква бубњарска музика, би рекол, пошто нели као бубњар, као тапанар, сега модерно кажано, те интересира, пошто немаш информации, пак ќе речам, значи, друго тоа беше што го времето. учиш, имаш школа. 3 школи беа за Доваш, Тузар, Џозеф Тузар, Добри Палиев и нешто Стоун ако имаше, ама тоа малтене као да беше забрането за да можеш, пошто беше прозападно свирење на школа, тогаш беа уште остатоци, знаеш, као источен блок свириш една врста на... руска школа свири. Да. И добро, нема врска, стигаат овие касети, одеднаш слушаш нешто кое што е фасцинантно, финото, лепо. И почнавме паралелно, независно од тоа што се занимававме со рок, например, пошто бевме вешти, да кажеме, да не си даваме многу да значење. Така. Некако ни одеше и таа приказна, почнавме да ја правиме до еден момент кај што и ова е многу интересно, свириме во МЦМ, Гиш ми дое со Банкрот Блуз бенд свиреа, као вика да свириме
Во МЦ имаме свирките се покасно, ја нешто бев прва, втора, средна, не ми текна баш тачно. Така. И доаѓа гиш, доаѓаме се местиме да свириме, нормално дел од репертоарот се, не знам, Марли, Дорси, компанија, меѓу другото и лепи се освиривме нешто, некоја ствар. И како се местиме да свириме, почињаме да свириме и одеднаш влагат Владко, Коко и Бодан. Па можда и Браца, не се сеќавам баш, пошто беше многу одамна. Уствари, они од авион доаѓаат право у МЦ и ја кога ги видов, пошто беа идоли, дали бев фан на нивната музика и тако дале. Ги гледам, значи се смрзнав. Нормално се сеќам кога сега, можда они не се сеќаваат, сум го зборувал и на нив, пошто ги нели се познаваме лично. И Владко доја, зема гитара, ја знаеш кумова слава, ја знам, ти маче, рака, се собрав. Попарен. Да, попарен, баш така. И добро, даде фин некој комплимент тогаш, пресреќен дека ете и во живо сум ги видел луѓето моите идоли и така натаму и така натаму. И така се почна тоа, дојде момент кај што некој состав направивме, не знам кој ме вика. Имаше едно рок дружење у МКЦ. Ова е многу интересна хронологија како природно доаѓаат некои нешта. Свиреше Павел Ренџов, ми се чини 2 сати со некој бендови, пошто обично фалеа бубњари. Да. И басисти, да. Гитаристи, колку са? И као дете, да дојдеш да свириш оваа ствар со нас, ја знаеш, викам ја знам, ама знаеш, ајде ме нема гајле као добро. И идеш таму, се снаоѓаш, да речи там некоја боле ја свириш, да полоша. Така. И беа Тони Берза тогаш со Ачек, со Павка, со лево десно и така, кој си, што си, упознавање, испаѓа на свирка, мојата прва свирка, да речеме таква, Fusion Jazz. Беше во Вангок со Тони Берза и со Ачек. И Ачек свиреше на бас гитара, а Тоце на гитара. И ова ствари од Кобам, од Керби, од Велирепорт, од компанија и некако, знаеш, тоа ти е, како, имаш мегдан да можеш да го оцвириш тоа, као и одеднаш е многу добро, сите те тапшат по грб. И си тренираш едно 2,5 години, 3 може би свиравме низ Скопје, да речеме, не знам, од 7 дена, 10 имаше Чарши работеше прекрасно, тоа 20 скец. Матиник, не знам, Кристијан тогаш. Ама млади бевме, свиравме. Да. Сега пак свират, ама сега свират пак, само свират артисти на многу помала возраст. Види. Што е многу нормално. Си ние бевме тогаш на помала возраст, така. И тоа, ти викам, беше една од тие работи кои што се дешава, има во војска отидов 95-та на враќање. Истата екипа со Киселички, со Мучо. Тоа сакав да те прашам за период кога свиревте со Гоце Димитровски, со Киселички. Сега е. Да, тоа е тој период. Све раскажав, цела хронологија. Убаво. Го отворија тогаш Lady Blue, бавчата кај што е кај Кинокултура. И беше едно убаво место. Аце Гробарот, Груби, да. Гроби со Сузе и со Јосиф, еден исто наш другар. Кој што е во Лондон, го отворија тоа и го одржаа као джез клуб, че беше као прв джез клуб. И имаше прекрасна тераса, меѓутоа одевме таму, ние направивме некоја свирка, 1-2, не знам како свиревме. Джез рок, така. Таму си искачавме, да, нешто стандардни, нешто джез рок. Свиревме таму и во еден момент нешто има некое недоразбирање, пошто ни као менеджмент веројатно функционира во клубот. И поминаа некој недела дена, не знам, 10, доаѓа собственикот на тоа, вика, слушај да ја прашам, вие свиревте, вика, овдека дали имате джез дискови, вика, джез музика, компакти, CD-а, вика, немаме да пуштаме. Вика, ми имаме. Дали може да ни дадете, може да ви даде. Ми однесовме тоа, дојде човекот за 5 дена, вика, слушај, не знаеме, немаме големо искуство во водење на ова. Да пробате демек вие да го водите, да правите програма лево, десно, и вие нормално деца
немаш ни приходи некои озбилни и така дале, нема везе и се нафативме на таа приказна кај што требаше да се направи различна програма, меѓутоа джези програма, Гоце Димитровски уствари Тоа се врати од Белград. Тогаш се врати од Белград, само не ми текне како он улета со нас у приказната. Дали преку Мицанов, преку Мицанов да не го не. Што свираш и Гоце? Не, Мицанов е покасно малце у приказната. Гоце Димитровски мислам дека и он излегуваше на истото место. И се запознавте таму некако. Ние се знаевме, меѓутоа истава прича му ја понудил И веројатно на Гоце, да биде дали так. лице на клубот и да го тера тоа. И ми вика, добро, еве Гоце и вие двајца, ја и Киселички. Супер. И идеме ќе оттераме тоа, ќе гледаме, знаеш, имаше разлика у години, ама Гоцка се држеше, мислам беше прекрасен човек и озбилен музичар. Прекрасен, да. И така почнавме да свириме, Мицанов го викнавме исто со нас. И Мучо свиреше бас. И Мучо свиреше. И доаѓаше Сале Икономов, стално околу 1:30 навечер, дока 2 да посвириме заедно, на помош. И сакам да ти кажам тоа, по Мицанов имаше некоја правам негдека некоја грешка, ама тоа стално ми се дешава. Тоа е крајот на 90-ти што го зборуваш сега, Ова е точно 96-та година ми се чини, да, ама или тоа траеше 97-та. 2-3 години траеше. Тоа траеше, 2,5 години, 3. Па да, крајот на 90. Па се отвори тоа House of Jazz, па таму продолживме да Тони свириме мислам дека го Не, Тони усачма. Тоа не беше сачма. А House of Jazz кој го држеше? House of Jazz го држеше Ники, има една кафана, мислам, човеков дека, Мише еден лик и Сенко Велинов, мислам дека го работеа. И они го има, и тоа беше исто многу интересна приказна во врска со програмата. На отварањето отсвира тогашниот биг бенд на МТВ, например. Старата екипа. Старата екипа, ова е 90 и... Со кој диригент? Со Лјупчо? Не, немаше диригент. Дека беше под водство на Гоце. Зоки Крагуевски? Или Гоце Димитровски. Значи со Зоки Крагуевски, со... Да. Таа екипа, да. И има супер програм. Таму ние исто свиревме, па имаше концерти некој тогаш, мислам дека и Бейков Джијан, кој со Газмен со Мишко го направија тоа првата постава макане на проект Жлуз, да. Така. Дури и Федос им беше гостин на една свирка, ама добра беше тоа, стварно. И така почна, тие така почна некој дел, да речеме, од овие наши почетоци. Ама беа многу популарни почетокот на 2000-тите години. Тој бенд, мислам, и ти свиреше со него, и Алекс свиреше во Жлуз. И доста беше популарен тој бенд раните 2000-ти години. Па види, тоа имаше потенцијал да биде многу сериозен бенд, меѓутоа она што да го извлечам ова како поука од целото мое работење, пошто не беше само проект Жлуз, до проект Жлуз сум свирал со Expedition, свирав со Клержа, не знам со кој не у тој период. А и потоа нормално продолжив. Бодан Арцевски и СГ оркестар баѓе време се задрживме таму, па после тоа... Endless View ти го снимаше албумот? Endless View? Не, тоа е првиот, тоа е само Сабите, ја го свирам Broken Beats. Ти го свириш вториот? Вториот и после имаш уште нешто. Тој албум Endless View, мислам дека е еден од можеби топ 10 албуми македонски што се извајани. Мислам, тоа е моје. Види, има толку многу убава музика наша. Јас, ако збориме на тоа, значи летаме од тема на тема сега. Даниел, Бог да го прости он, што работеше, ако се сеќаваш во... Дали осеќаш колку луѓе кажавме што се починати? Па да. Знаеш, млад човек кој ќе седнеш вака нема ама добро, млади луѓе мислам има несреќа со враќање на работеше у Ритам едно списание со Мишко Грбевски, мислам дека беа заедно таму. И он направија неколку изданија, да речеме конкретно еве за рок н рол зборам, кај што имаше по една песна, по една ствар од рок н рол бендови. Случајно, значи време поминуе 2 години, 3, ја наоѓам касета, у кола ја ставам. Значи толку добра музика има овдека, што да ти кажам, само некако не се најде начин како тоа да биде позастапена,
афирмирана или не знам кој е вистинскиот збор за тоа. Само ти кажам, цело време околу нас, знаеш и ти, имаш контакти и со светот, и си одел по фестивали, и ние, и уште милион луѓе како нас. Не сме далеку од она што, мислам, не сме далеку. Не сме уопште за подценување ова како сцена овдека, него едноставно владее некој чуден фазон дека све што е од надвор е најбоље и све што е од тука малце не е тоа. Се ова што го кажуваш е точно. Ако нешто имаме ние, имаме многу паметни луѓе и интересна музика, креативни луѓе и сериозни музичари. Она што ни фали, за кое што ќе ја чепниме и таа тема, нели јас и ти многу пати сме го разговарале, тоа музички експерт ни фали. Пред се нас како представници од џез сцената ни фали еден џез експерт, затоа што навистина во очите не само на светската џез сцена, европската, дури и балканската, ние сме невидливи. Затоа што ако оди Сашо да свири надвор или ако оди Гоце надвор да свири еден или два концерти, тоа е многу малце. Ние немаме генерално едно колективно представување на сцената, на експоа како што се Jazz Ahead Bremen или Vomex или Tallinn Music Week, само на број или In Jazz во Барселона, значи експорти каде што или во Италија има еден куп, каде што мислам дека редно време колективно како џез сцена со преку 20-30 имаме сериозни изданија во последните 10 години, ама навистина сериозни изданија кои што може да бидат многу добри репрезенти на македонската џез сцена. И уште една многу битна карактеристика, дека покрај тоа што музика има оригинална, има многу различна музика овде. Што е, на пример, ако паралела до Белград оди, ќе видиш дека во Белград има 3-4 стилови кои што ги свират и тоа е тоа. Точно. Кај нас имаме 15 артисти кои што сите свират различна музика. Значи толку сме богати, толку е колоритна ова џез или современа сцена, што жално е се уште сме невидливи во очите на европските џез индустрии, фестивали, промотери, букери и така натаму. Прво сакам само ова многу добро излагање беше, меѓутоа околу тие 4, да речеме 3-4 начина, да ги речеме, не мора да се правци или стилови, 3-4 начини на изведба, значи и околу разноличноста, да речеме, кај нашава сцена. Така. Оддамна, значи више преку 20 кусур години, буквално го размишлям исто ова, зашто, како и така натака. Мислам дека како мала, да речеме, не држава или сцена, него као мала групација, да кажеме, кој што се занимаваме со оваа музика, ние ова можеме да го сметаме тука како богатство. И тоа е факт. Меѓутоа, констатацијата, односно прашањето ми е дали зависи од тоа колку овдека има проđато, значи колку може да помене и колкава одредена, да речеме, маса на луѓе ќе привлече тоа, таа разноличност, пошто ние сме овдека склони да се цепкаме буквално за се и се што до најмал детај. Имам едно прашање, ќе ти го поставам повторно. Читај го. Ако ќе ти го прочитам, ќе видиш колку е на сите, извини ми се пак ти влегов во збор, на сите што дојдоа и што му го прочитам, рекоа како со нож пресечено точно си ја отсликал сцената, бидејќи правев истражување, доста пред да го почнам ова, ќе ти го прочитам, ама докажи. Морам да докажам, зашто сакам да докажам. Цепкањето го спомнавме овдека. Од друга страна, она што е џез, например, она што е џез. Добро, мејнстрим предпоставувам, мислиш на... Би го врзал повеќе со факултетите и со школувањето, да речеме, надвор од Белград нагоре. Едукацијата, добро. Едукацијата, што е врзана со тоа. Сите знаеме, и ти знаеш, и сите кои што биле надвор знаат дека тоа е одреден процес, да речеме, кај што ти тие 4 години или 6 години имаш директен контакт со професори кои што се американци, германци, ако имаш среќа, зависи каде студираш, се разбираш.
Апсолутно, меѓутоа ги зборам овие поголемите центри, да речеме, кај што се за образование, односно кај што Балканот, луѓето од Балканот одат најчесто да се образуваат. Така, дали е тоа Грац, дали е тоа Келн, дали е тоа што ја знам, Холандија во последно време или Америка. И сега они кои се враќаш од таму, од она, не сум студирал на тие факултети, предпоставката е следна. Значи, поминуваш кроз еден историски период, кај што таа музика се изучува на овој начин, имаш одредени, нели, правила. Така. Сега да го научиш тоа, нели, на што да, систематизација, процес, како иде, така натаму, и кога се вратиш, пред да се вратиш, нели, она популарно кажано, као демек сега заборавате на се што учевте овдека, и правете или градете свој правец, основата нивна е различна од оваа што е наша основа тука. И за тоа е кај нас, да речеме, пословот, тоа е исто и со рок-н-ролот, ако го видиш за време на бивша Југославија, моје гледање, значи од овдека е Леп и Сол, да речеме Мизар, па еве Архангел исто ќе ги спомнеме, иако се помлади, ама за тоа време, да речеме, кога се појавуваат Леп и Сол многу порано со нели 74-та мислам дека има првиот албум или 76-та нешто, да не сгрешам со ручен рад. И сите овие навака, сите години навака, например, они од фјужн, пошто мислам дека во тоа време се инспирираат највише од Ведери, поред веројатно и од Махавишки оркестар, пошто така ми личи мене тоа. Цело време они од тој фјужн одат кон, да речеме, одредени популарни песни, меѓутоа доцата е фантастично за мене. Ти текно пак го има задржано она што е костур на бендот, да речеме, на некој начин. Ти текно. Добро. И сега, тоа е одличен продукт кој што, например, ја и ги знам приказните и со Јосиф Бочек, која бил на има Јосиф сам кажувано, која биле да договараат снимање, кога ги однеле лентите да ги чујат, али тоа е друга тема скроз. Сакам да ти кажам, Мизар се свој, Леп и Сол се свој. Сигурно имало во тоа време групи што ние, да речеме, не ги знаеме, пошто сме помлада генерација, кои што исто биле своји. Суботица фестивалот. Доста наши бендови. Два знам. За Клержо и знам, ми се чини за Мизар, сигурно има уште некој, може би тие ден потоа, ако не да не испадне грешна информација, дека освоила стално некои први награди на тоа, да, пошто управо ради различноста од она, оригинална музика и влијанието на фолклорот, претпоставувам, затоа што сите овие бендови што ги спомна имат една силна нишка поврзана со фолклорот, кој што да си признаеме, навистина многу доминира кај нас и навистина во очите на европската џез сцена ние сме многу екзотични, што е многу добро и мислам дека треба навистина, се ова звучи како сите истото, како мудрец некој кој ќе зборува. Држете се за фолклорот, но навистина кога свирите такви ориентални мелодии или фолклорни, нешто што е поврзано со фолклорот многу им е интересно надвор и како триере за да настапиш или за да добиеш покана. Тука е многу интересна таа работа што ја кажа се. Пак има кај нас милион бендови кои што влегува, да речеме, да се занимаваат со фолклор. Така. Нема загарантиран успех, сакам да речем. Не, меѓутоа тоа знаеш како е? Нормално. Никој не може да ти гарантира за ништо. Не. Зборам во контекст на фузија меѓу џез со, да речеме, фолклор или етно, како сакаш кажи го. Нема некоја, да кажам, ултра успешна приказна надвор. Бориме да е многу голема. Добро, Есма беше онака. Тоа е друго. Се навратам ја и за Есма и за Феруски се навратам. Треба уште подкаст ќе ни треба. Ќе ни треба уште еден подкаст, бидејќи треба да зборуваме за современата џез сцена, знаеш. Мислам дека главниот фазон е дека се уште сцената, иако има нон-стоп нови продукти, она што е усталена или како се вика мејнстрим сцена, која што веќе се разбира дека ако тој артист е тоа, сите го знаат и доаѓа таму и дека тој без разлика што го има слушано, да кажеме,
со години, но Так. има некоја нова публика кај што да речеме он си е на пиедестал. Така. Ти би сакал сигурно да отидеш сега не знам, не певе 5 минути да дое и ако си го слушал на пример, пак ќе отидеш да го Човек да го слушаш. гледаш, да. Сега глупости, би сам прво ми падна тоа име Ако на да, на памет. Или Скофил тебе на пример, Така, не е апсолутно, важно. Така, 100 пати си го слушал или и дома го слушаш на Така, на- така, и да, кола така, ќе пуштиш, така. и Ало, видеа, така, и не знам да. што, кој ќе да пак го слушаш него. Така и со ова. А некои млади гитаристи на пример треба да е ултра талентиран, интересен, не знам што, Розен да ти го Винкел привлече мора да вниманието дојде пред тоа Розен што- Винкел за да го гледат. Знам. Значи едноставно тие тоа сваќам. како се вика не бледе, него Да. се расплинува, не можеш да му фатиш крај на тоа, Види, ти текна. знаеш, ова сега што го кажа, чепнува една многу друга тема. Тоа е начинот на кој што јас и ти слушавме и учевме музика, како стигнувавме до музика, а како децата, тоест младите денес, само отворват Bandcamp и имаш милион аплоди. И вниманието кое што јас и ти во нашите, сега, пак ова како мудрец звучи, ние кога бевме млади, знаеш, Па тоа- добро, сите сега, го зборуват, не сме ни- знаеш, сме купувале, тој со Лјупчо прави. На GPS-ка сме. Па да. Сега си купил еден диск, толку си имал пари, си купил еден диск и го маста му ја вадиш ти на дискот. Да. И едноставно фокусот, вниманието и она што го зборуваш, јас сум го купил Били Коман Спектрум, само го кажувам. Па и ден денес го имам во првите 20 Како? дискови и го слушаш Спектрум. Сега, мислам тоа е на односот према артистите е од начинот на кој што е слушана музика. Мислам тоа е моја мислење. Друго сакам, бидејќи ако фатиме вака Отиде, да, ќе дојдеш три и дена, утре три уште еден дена, подкаст. пет дена ќе збориме, да. Гоце ќе види подкаст број 1, број 2. Спрема мене, али и спрема критиката, Seven Stories, твојот прв албум, е оној кој што те одделва од она се што си го правил како дел од некаков тим или како човек кој што е да не, заедно со да не сите. бидеме сериозни, слушај се, овака многу едноставно е приказната, Добро. пак ќе ти кажам. Јас сум многу едноставен човек од причина што Ако сакаш, сакал, така. не сакал, улетувам у некои проекти со другари, со пријатели. Так. Некои работи ги правам веројатно добро, некои не ги правам добро, као и како и сите сите ние. нормално, многу нормално. Конкретно околу моите, како се вика, авторски почетоци да ги кажам, сум работел бендовски најчесто. Така. Нели, ова вака да го направиме, ова Така. така, комуникација заедничка, дали било тоа дно, дали било жлуз, дали било како се вика, дури со Бодани кога сме свирели Така, и така натака. Во тој период пред првиот албум да излезе, јас свирав со Киро Џајковски у постава, свирав едно, ми се чини 13-15 години. Дојде момент кај што више не можев да го правам тоа, да речеме, Така. од некои причини, не е важно. Престанува таа приказна, пошто се патуваше многу и така натаму. Па си строшва човек. Да. Апсолутно. 2,5 месеци, 3, викаме, ова Која е вториот година? албум, евој. Ова е вториот. Да. Првиот, не знам, имав омот и од тој ке, ама не знаеме, ќе донесеме друг пат да го Ај ќе го гледаме. монтираме. Која година издаде Seven Stories? Не знам. Тоа е 17-та или 16-та, не? Не. Ова е старо е више, не знам, 2013, ако не. А не, ова е 2018. 2018. Па тој другиот е 2013. Така, значи 2018 интересната приказна е усвари дека почетоците на тоа што денес е Национален джез оркестар, усвари се поврзани со овој диск. Со Seven Stories. Со Не, Seven со овој, Stories. Со првиот. А овој не е Seven Stories, Не, па ово е Home H2. А The Dreamer, па јас цело време мислам дека е Seven Stories сум го Не е ставил. важно. Да, знам дека со Seven Stories тоа ми е многу интересно и сакам да кажеш збор 2 за тоа. Еве управо. мислам дека ово- Значи стигаме Seven таму. Stories, цело време Seven Stories. Маџиров е исто клучна нишка у тој период. Значи 2-3 месеца ја не правам ништо, не патувам, не ова, супер ми доаѓа, после 3 месеца станува една, нели, не правиш ништо, као идам на работа, дома, нешто свирки, мирки, ама не е тоа, пошто адреналинот кога го правиш нештото многу брзо е Така, правиш поќе многу 30 сериозно се години. навлекуваш уствари на тој адреналин, тоа мислам дека е одговорот и добро, Зоки доаѓа од некаде да го снимаме Неговиот албум.
да го снимаме неговиот албум, мислам дека тој Балкан Нуево е. И Оли каде што свири Јосифовски. Да, собираме ја, Оли свиревме тогаш. Он ги нашол Трајче Киро. Гитарист? Или немаше гитарист? Имаше гитарист, мислам. Тамо, не знам дека. Да, не може. Трајче свиреше труба сигурно. Трајче свират Киро. Кире. Сале не знам дали свири, не ми текна одамна, добро, нема везе. Али интересното е дека Трајче и Кире ги наоѓа на автобуско у Белград се заправуваат муабети, доаѓаат навака некако, не знам шо, и вика Гоце, вика најдов, вика двајца млади, вика дечки, вика многу добро свираат и така натака и така натака. Добро, нема врска, направивме ние, отидовме, посвиревме некои концерти, меѓу другото и на Офес, мислам имавме концерт со Зоки и нормално, као и се во Македонија, тоа што го збориме цело време, што е најголемата болка е, што ти едноставно не можеш да концертираш овдека, или ако направиш и 5 концерти да направиш во текот на една година, тоа знаеш како е на мускули. Немаме пари, да, тачно. Немаме буџет, немаме ова. Па немаме експорт и нема кој да се грижи за нас. Што и да е, да. И сам си продуцер, сам си све сам. Режисер, се правиш сам. Така. И дури и колата ја возиш. Местиш бина, микрофони, тегнеш инструменти, да, ако изгледа тоа дека е нешто ултра мега ситуација. Ете така. Зоки продолжава се враќа надвор да живее и у еден момент се јавува за некои свирки имаше во Австрија, имаме време. Имаме. Се јавува за една за свирки во Австрија и една имаше у Марибор. И одиме ја у кола со Трајче овдека се возиме. Имав тогаш Ford Fiesta една, нова беше супер све, ама ке ти после на крај, нема везе, свириме таму, се враќаме назад со Трајко, и јас седам вака си размишлам и му викам на Трајче, викам Трајко, викам одлучено, сега по пат викам назад, две клучни работи. Едната е дека ќе ја сменам колата, кој кажав на жена ми дома ми рече да ослабам место да ја менјам колата, нема везе. Тоа беше, викам, и ќе снимам, викам, некаква музика, викам, ми се мота у глава цело време, морам да правам нешто. Да, така. И Трајче, вика, важи Гоце, супер, окей, добро, нема врска. Се враќаме дома, седиме, почну приказната, има уште една работа, ама не ја кажам, не, во јавност нема потреба тоа да се каже, тоа е исто многу интересно. Така да се десија тие три битни моменти, да кажеме, кај што почнав да работам на таа музика и во тоа време исто почнавме да свириме у Менада, ми се чини. И они беа веќе дувачите, да речеме Иван, Трајче и Кире вратени од горе. Гордан уште студираше, а ние си свиревме овдека, не знам, Дамир дали свири, мислам дека свиреше Дамир и бас Сале, не, и Оли свиреше. И Оли свиреше, да. Нешто Сале, нешто Оли беше. И имавме пар добри свирки, знаеш, одеднаш ние овдека не сме имале прилика да многу аранжирски, вешто, солистички, такви, да речеме, тој квалитет на изведувачи на свирачи, не збориме за композитори и за било шо, него збориме баш свирачки, едно маестрално ниво, високо, кој што Мартин Шпато би рекол дека... Така. Види, мислам дека со тие тројца што ги кажа, значи, сцената, ако перцепцијата на јавноста за џез сцената беше дека треба види џез рок, кога дојде тие слушавме како треба бибап да се свири, како треба харбоп, кул џез. Иако по старата генерација, значи не смеме да ги заборавиме, значи Гоце Димитровски беше еден велемајстор за тоа и Гоце Димитровски неколку концерти кои што го слушав, тоа беше нескромно ќе кажам како Макбели од Майлс Дейвис. Значи таков саунд имаше Гоце. Голема штета што Гоце Димитровски за тие помлади што не го знаат, и ако фатат да направат ресерч, ништо нема да најдат, бидејќи наградата во Битола се за најдобар млад џез музичар го носи името на Гоце Димитровски. И јас правев ресерч, веруе не можев да најдам никаде е закопан. Ме разбираш, дури до таму, дури стигнавме до МВР информации за да ми кажат кога починал. Значи нешто што зборува за односот спрема високо квалитетните артисти кои што го има општеството и државата пред себе. Но можам со сигурност да кажам дека Гоце беше поканат со БНР, знаеш, Софија, БНР,
оркестарот и на какво ниво свират и ден денес, значи джез оркестарот на БНР, Гоце беше многу често гостин во Софија како прва труба, како солист на БНР, што еве, ти си соработувал со многу, како би јас, Венци, знаеш Венци, ти со Мишо си соработувал, знаеш на какво ниво и каков левел трубачи има, пред се и джез артисти има кај нив, и сега ние се носиме во ситуација тие да го канат Гоце да биде солист. Македонија секој пат има одлични индивидуалци. За жал, пак ќе кажам, нема платформа, дали е тоа експорт, дали е тоа оркестар, дали е тоа добри 3 клуба, значи се е тоа платформа за нештата. Значи не може, ја зборував со одредени луѓе години уназад, дека треба да има сериозни джез клубови, дека треба и она што е многу важно, тоа како го представуваш. Значи ако представиш ти тоа на сакам да кажам, моje мислење дека треба да биде пристапачно за или попристапно за луѓето кои што се веќе надвор. Пошто ние ние сакаме да ја привлечеме таа музика и треба да се образува таа публика, лапсус напред. Али ќе се навратам на Гоце, ќе се навратам и на Гоце Мицанов исто. И он имаше своевремено сериозни, значи на ниво на една држава која што е 18 милиона или 22, не знам точно колку беше бивша Југославија. Они беа ретки музичари кои што мислам не знам, сериозни од овдека кои што на пример ја и ти сега ги збориме, а Гоце Димитровски го знае да речеме секој еден у Белград кој што се занимава со тоа, па и во Загреб, можеби баш го знаат, го познаваат. За Мицанов ден денеска кој ќе слушнеш тоа, за Гаро, за било кој, значи сакам да кажам имало мегдан кај да се представиш и што да правиш, овдека доаѓаат прво нешто. Ние мораме да разбереме една работа. Значи, нивоа се на функционирање. Да завршиме со биг бендот, само кратко, па после природно и да Ќе те прашувам, сори, така се прашањата. Ќе ме прашаш, ја мислам дека бајде прашаме. Не, ако сакаш докажи за биг бендот, нели, ова беше тригерот за оркестарот. Тригерот беше, Сдружение значи, се собравме истата таа, не, другачиот тригерот. Мислам, за оркестарот е ова. Се собираме, се дешаваат тие ствари, нешто као ги запишуваме, Трајче ми помогна, Салем ми помогна, Киро помогна, со ова, знаеш, да го чуеш, пошто ја не сум се бавил со компонирање претходно, ако не го чујам овдека, значи снимиш демо и го слушаш. Да, и се собравме, значи имавме костур, се собравме во студио да снимиме демо, да видиме на што тоа личи, дали личи на нешто. Го снимаме, го слушаме, Киро вика, ова вика супер, Але Хаџи Стефанов вика, вика, ова е добро, вика, не го пипа, вика, ако сакаш дека нешто, вика, само пресними нешто, некоја флейта сакав ја. И вика, тоа не го пипаме, викам, чекајте, ова, викаме, демо, викам, прв се собравме, не е ни профи снимак, ни ништо. Исто и со овој албум. И добро, го снимивме тоа, колку можеше да се измикса, да се направи. И за мое огромно задоволство, да речеме, помина многу фино во вака во јавност, да кажеме, не знам, ја не се надевав искрено. И почнавме да свириме пар свирки лево десно, во меѓувреме има вратено во МТВ оние емисиите што ги правеа за пејачи некои што пеа од стари хитови, нешто па она танци. Свиреа во живо, свиреа во живо оркестарот. Ги вратија, меѓутоа од тоа што јас го знам, не го тврдам, значи им нема исплаќено редовно хонорар или не знам што, меѓу другото, и оваа помлада екипа, значи не е фестивалски настроена. Така, јасно. Него, знаеш, они кои си вратено таму. Друго е джез оркестар, друго е ревијален оркестар. Сам тоа треба да му се објасни на луѓето. Така. Значи, джез оркестар подразбира Карла Блей да свири ревијална музика, не знам, или... Така. Не знам. И од таму почна разговорот со Кирче. Така.
Али претходно го направивме здруженијето у Штип. Ете така. Седиме у Лонгуров, не знам дали работи уште тоа. Дечки, што правиме нешто, овие помладиве, Кирчето, Векчиевски, Виктор беше, ја бев и Киро беше Кузманов. Абе, не бива, ова, тешко е, не знам, не можеме, вака е, онака е, нели, стандардните... Да, нема работа, нема вработување. Па нема свирки, што да правиме, како, викам, дечки, викам, на нас никој не ни е должен да ни прави нешто. Така. Дајте, ако мислите нешто, ќе формираме здружение, ќе прашаме правник, како е, што е, зашто е, и ќе ја тераме работа, колку знаеме и умееме, така? Така е. За 2 дена го формиравме ЗДЖМ, супер го формиравме, направивме и официјална промоција, кај што дојдоа доста луѓе, доста поддржувачи на идејата. Од тоа направивме 3 столба кои што ден, да речем, овие 7 години многу мачно функциониравме. На мене ми беше искрено идејата, ќе ти кажам, јавно не знам дали сум го кажал, мислам дека не. Мене ми беше идејата тоа здружение да функционира каде што буквално се нешто што е врзано со тој правец и со волк мюзик нека да си имаат одредена структура таму и да биде провайдер буквално за сите овие нешта. Значи тоа што фали у цената. Доаѓаш, ти фали експорт, добро, окей, не фали експорт. Треба да најдеме донатори кои ќе бидат за тоа, државата да остави пари, зашто тој што ќе доаѓа да куца на компјутер двајца, тројца, петорица, треба да земат плата, така, некаква. Ти од кај да им платиш плата која немаш ни за тебе. Јасно. Мислам, не зборам за мене, зборам за било кој од нас во тој период. Така. Тоа ни беше идејата, нормално изгледаше научно фантастично. Преамбициозно можеби за тоа време. Да се реализира на почетокот и се смали приказната на 3 дешавки. Од првата беше да направиме фестивал, втората беше издаваштво и третата оркестарот. Решивме за оркестарот да го направиме, го направивме оркестарот, правевме Битлси концерт во МОП, супер распоред се. Запа све беше, не, тоа е покасно. Добро го направивме тој концерт, супер се помина, окей. Соком не поканија да свириме македонска музика, односно автори, македонски автори. Одлично. Во Дом на армија и тоа беше исто фул, све се отсвире. Видовте дека функционира приказката? Така е, ми дадоа награда за најдобра изведба на македонски автори. Подоцна, не знам која беше месец дена, два после тоа, од Соком. Супер беше. Фестивалот дојде некако таа година и после тоа сватиме дека ствари дека треба да се тера таа приказна. Цифрите од Министерство во тој период беа, пошто бевме нови, беа многу, да речам, мали, као поддршка правам муабет, за апарат кој што е некаде 30 луѓе. Значи, сега ги гледаш 19-20 на сцена, да, ама не гледаш уште 10 позади. Така де, имаш тонци, имаш некој што нешто. Исто фестивалите, гледаш двајца на фестивал, уште 20 назад, што не ги гледаш, никој не ги гледа. Тоа е отприлика муаветот и кога сме објаснувале, знаеш, зашто нема и како нема, пошто мене ми било секој пат идејата да има стејдж добар и тој што ќе свири да се осеќа добро на стејдж, што на крајот откриш да никој тебе нема да те праша нити колку си земал, нити сакам да речам колку си заработил средства на тој фестивал, или многу ќе биде важно ако сум земал ја хонорар од, не знам, 300-500 илјада, 2000 евра. Ама веди, многу битен момент е она што сега го работите и го правите, затоа што, да не се лажиме, бројот на концерти е секогаш многу помал од бројот на проби што се прават. Значи, тоа треба луѓето да го знаат и да го сватат, дека уствари, да не претерам, ама над 70% или 80% од времето, вие како оркестар ќе го поминувате во просторите што сега ви ги градат и треба, каде што имаш проба да се осеќаш убаво. И сега не е само ќе се качиш на сцена, ќе свириш, а кај си правил проба. Нигде. Сваѓаш, затоа мислам дека во овој момент, она што вие го градите, она што го направивте и што се гради, ќе биде онај, како викате, дом на джез музичарите. Мисламе многу побитен од тоа дали оркестарот ќе свири во опера и балет, дали ќе свири во филхармонија или универзална сала ако се направи. Бидејќи вие, ајде, не 70,
после од времето ќе го поминувате подготвувајќи ги таа програма која што треба да настапи. Значи треба и квалитетна простор за проба прави. После тоа нема врска, ќе дојдеме и до ова. Така. Приказната почиња, нели, едно, друго, трето, фестивал, добро, идеме, прашуваме во филхармонија, мислам дека го правевме тогаш Дон Менза, која беше, тоа ни беше, мислам, чини првиот настап во филхармонија. Или Radiohead, можеби, па Дон Менза, не се сеќавам. Значи, извини ќе те прави, ако не можеш да збораш во филхармонија, бидејќи имаше во изминатите 2 години тензии. Не, бе, можам да зборам, немам никаков проблем. Не, мислам, зашто што не криеме ние ништо и не лажеме ништо. Може да кажам, ако не можеш. Совршено нема проблем. Така. И муабетот е, значи почнавме таму да правиме проби, да даваме дел од концертите. Го правевме и фестивалот, тогаш беше Дон Менза, беше Ангел Заберски, Мишо Јосифов, мислам дека ја настапив тогаш со таа мојата постава. А тогаш мислам дека 2 бенда имавте. Молим? 2 бенда, една и беа овие, Ангел Заберски, 3 бенда беа. Тоа беше во рамки на фестивалот. Так. Нормално, тоа е сцена мускули, направено, сработено, за да може да имаме некаков континуитет за да може да опстане оркестарот, така? Така. Имаше, значи, од Охридско лето настапи, од Прилеп джез фестивал, од настапите, доста концерти имаме направено како ЗДЖМ. Така. И малтене имаме направено и наша продукција, доста наша продукција, кој што, да речеме, нашиве колеги пишуваа и аранжмани за тоа, па свирепе на отварање на денови на македонска музика во тоа ковидот која беше комбо бендот заедно со стринг оркестар. Значи, цело време гледаме да кажеме да го задржиме тој некаков си уметнички концепт на функционирање, пошто друго и не преостанува, нели? Јасно. Тешко е, кој работел организација, знаат сите што е како, иако тоа изгледа многу фантастично и полни сали и така натака, меѓутоа, кога ќе дое математиката на крај е катастрофа. И не е важно. Значи, се дешава тоа што се дешава. 2021 има и докази, како се вика, со Сребра која разговарахме, а и мислам дека кај, како се викаше на Астрорум на Бранка Костиш, мислам дека и тоа, таму 2 пати нешто го ја изложив идејата дека треба овој оркестар да биде под капа на државата, не од причина дека државен оркестар или не знам што, него од причина што оркестар сам по себе, од нигде ништо, не може да функционира, не може како ни фестивалите што не може да функционираат, како диригент да го донесеш. Да. Илјадници еура, ноти материјал за концерт, дали ќе ги распишеш, дали ќе ги купиш, дали што и да е, илјадници евра. Так. Да не отвараме теми кои што се многу сериозни. Мислам, ова не е тема за на подкаст, него ова тема е за озбилна стратегија во културата, ако правиме муавет на таа. Ете така, значи тоа е нешто што ни фали, ни треба визија или во таа фамозна стратегија за култура, значи време е, мислам, што сакаме да постигнеме ние. Така. Тоа е прашањето. Така. Која е целта? Која е целта наша? Сакаме да ги трошиме парите на проекти кои што се невидливи. Оти реално имам толку многу пари фрлени кои што се во невидливи проекти без никаков културен импакт, најмалку културен импакт, а од друга страна имаш работи кои што функционираат како Сдруженијето, како оркестарот, како фестивалите кои што произведуваат култура и имат многу висок културен импакт во средините каде што функционираат, а од друга страна не се третирани на вистинскиот начин. Не знам дали се сеќаваш, ама ќе се сетиш во МКЦ дебатата што ја направивме. Добра. Тогаш бевме, се сеќаваш, собрани во МКЦ, јас и Тони. И мислам дека тука ти ја исто така ја потегна таа работа дека треба да се згрижат луѓето, дека треба институција да прерасни, дека време е државата да се отвори и мислам дека можеби тогаш беше тригерот за да тргне работата може и таму да на Сдруженијето и оркестарот. Иако многу паметни работи кажавме на таа дебата, јас многу пати
сум ја прегледувал повторно да видам што све сме кажале, така да мислам дека и тој беше многу интересен тригер и дека такви емисии, вакви емисии или дебати, иако јас и ти мислиме дека не слушат, да знаеш дека не слушат. И мислам дека моментот е дека сега во овој момент ни треба една сериозна, како се вика, визија за она што треба джезот и современата уметност или современата музика Македонија утре да биде и да ја представува оваа држава. Ако навистина се грижиме за сопствената продукција и сопствените артисти. Апсолутно. Да се згрижат преска пред малку кога го спомна тоа од дебатата. Згрижувањето не е згрижувањето од типот социјална помош на некого, него. Да, јасно. Згрижувањето да бидеме јасни зашто го кажувам тоа. Значи ние никој пат у Македонија не сме имале екипа спремна, вратени 9 луѓе овдека, одеднаш, пази, одеднаш. Така. Поготово Брас. Брас никогаш не сме немале толку добар. Апсолутно, значи тоа е факт. Еве ги луѓето овдека свират, знаат што прават сите, така. Така. Затоа нема збор. Бубнари излегле од Штип. Така. Контрабасист завршил таму, не е важно, ама има костур приказната за да прерасне и да го имаме тоа. Да биде сериозна, да. Зашто да го немаме, а сите други да го имаат? Ја тоа не можам го разберам. Така. Значи сите инвестираат брда и долине. Викаат музичари, не знам, од странство. Град еден што е пола професорица визитинг од Америка. Така. Значи ние мораме да сватиме инвестираат во образованието, тоа така се прави. Се радуваат ли на Вардар и успесиве на Вардар, на ракометниот клуб, така? Така. Се играл, не знам, овој од Маđarска, не знам каде, легално приказната е Вардар. Дајте и да се радуваме и на успесите на Гоце, на оркестарот, на Сашо, на сите да се радуваме, тоа другите артисти. Апсолутно. И го гледам тоа како една оркестарот, го гледам како платформа, кај што два факултета, ја го зборам цело време. Так. Имаме два факултета, имаш и Штип, имаш Скопје. Така, джез, зборуваме за джез, едукација. Зошто тоа утре дете кој ќе заврши школа, некој се не може сите. Така. Меѓутоа, тој што е талентиран и тој што ќе може да си работи работата, ќе си има каде понатаму да гледа, некаква иднина да има. Па тој е природен пат на нештата преку едукација. И тоа треба да се направат и помали, како се вика, комбо некои групи општински, кај што ќе функционира, или исти оркестри, кај што има поише луѓе. Значи, сега во моментот е, кога сме кај едукација, ти ми беше колега, работеше во Штип професор и беше инволвиран директно во процесот на едукација. Една горчлива тема е што во средните музички училишта се уште нема насоки за джез. Значи, има предмети изборни кои што ги држат под фиока, не знам дали знаеш тоа, успеавме преку Академијата во Штип да го направиме изборен да биде предмет. Историја на джез учат и джез ансамбли од 3-та и 4-та година изборен, но никогаш не вработуваат кадар дипломирани джез. Од таму да може да. Туку колешката нема часови за хор, ајде остај батали гова, дај ке клај. А од друга страна мака мачат со запишување ученици. И сега тоа ти е македонски парадокс. Од една страна ги држиш училиштата затворени средните вака, а од друга страна плачеш дека немаш деца не ти се запишуваат. Отворете ги училиштата, вработете луѓе кои што дипломирале джез и нека тренира работата како што трени. Мислам дека не можеме да го искорениме тоа. Ова што кажуваш, отварањето. Суетен народ веројатно сме и треба свесно да работиме самите на себе, дека треба да се остави, да се отвори човек, да се остави време малце, нештата да се намесат, пошто ја не знам на тебе како ти е. Така. Ти не знаеш на мене како. Ако не ме прашаш, нема ни да знаеш. Да. А кај нас немаме conversation, нема конверзација, да. Имам едно прашање. Повели. Сега ќе ти го поставам, ќе ти го прочитам, ако сакаш одговори, ако не мора. Нема проблем. Значи, ова ти е како тебе како артист. Кои се предизвиците на Гоце како артист, бидејќи кажавме си еден куп други работи, да создави креира оригинална уметност или да функционира како директор сега на национална установа, денес во средина општество каде джезот е на маргините, каде сцената е поделена во мали кругови благо наречени секти, реално така сме поделени, каде поддршката од страна на музичарите надвор од различните уметнички групации не постои, значи или си со нас во екипата или не знаеш што правиш и не те бива за ништо.
каде минорни се радио и ТВ емисиите посветени на джез, можеме не на рака да ги наброиме кои се, изгора на се продажбата на плочи, CD-на или дигитален формат исклучително мала. Значи ова ти е слика во какво општество ние живееме, во каква средина и како треба сега, како нормален човек, ти да пробаш да функционираш. Ова мене не ми е непознаница. Од причина што од 89-та ние сме на улица. Јас сме од сцената, да. Значи на улица, буквално. Овдека, кај што сега сме, овдека од Карчи, идев на Проби Слободан. Да. Не знам колку време, ама тоа е, пак ќе речам, подоцна. Значи, ние, единствено нешто кое што не држало и што не терало напред е буквално музиката, и само музиката. И сите пропратни елементи, као нема, јавно да го кажам, меѓутоа се што си носи тој пат, кај нас е изоден. Така, добро. Значи, некој ова не треба сам да го кажам, би сакал да разговараме со сите овие, да речеме, кои што викаме ние секти лево десно. Или групации. Групации, како и да е. Пошто имаше на таа дебата што ја спомна, имаше одредени кажувања, јас се сложувам со сето тоа. Мене ме интересира кој е исходот од нештото. Значи, кој е резултатот? Кој е резултатот од тоа? Така. Значи, ние овдека седиме, се е супер, ама... Може да кажеш дека сме во аудиокултура, пошто имам наредно прашање за аудиокултура. Добро. Да не правам погрешни паралели, не за аудиокултура, него сакав нешто друго со улиците надвор, глупости, да не ја шириме темата. Мора да се научиме на хиерархија или традиција или како и сакаш. Значи, традицијата не подразбира дека ти свириш традиционална музика. Така. Дека некој пред тебе бил во истата таа или во некоја слична позиција, као што е некој сега на 22-3-5 години. Така. Значи, било кој интервју да го гледате или филмовиве нови сега што ги прават тебе, ајде за Квин или за кажи го за Фреди или за овој Роџер Вотерс, кажи, па и Гилмор и компанија, значи за 60-70 години, па и за Майлс и така да. Значи, тие луѓе имале одредена своја младост, како тоа го правеле, до кој левел стигнале, кој на што заглавил, кој продолжил и така натака и така. Животен пат. Животен пат. Проблемот е во заглавувањето. Ние не учиме едни од други. Тоа е за мене да речеме една од поразителните приказни. Имаш факултети. Значи кој ќе дојде на факултет, не гледа да научи тоа што може да научи од некого, него он има те лови онамо кај што, да речеме, ти постои некое прашање кое што едноставно не кореспондира ниту со неговиот левел на знаење, на познавање на работите, него едноставно ето така во воздух. Колку да праша? Ти му викаш, ова направи го, за да можеш да стигнеш. Како ќе стигнеме ние на врв на водно сега трчајки, кој не можеме да истрчаме ни 200 метри овдека, така ќе умреме на пола пат. Тоа ми е поентата на разговорот. И за тоа се цепкаат. Се цепкаат оние што може да трчаат 100 метра, се цепкаат оние што може да цепаат 500 метра, оној што трча до крстна водно, например, цело време нагоре надоле, им пречи пошто тој што може да трча. Интересна ти е паралела. И тука остануваме. Не се трудиме сите заедно да доеме барем кон врвот, прво да се разбереме, пошто никој на никого не му мисли лошо. Ако јас немам исто мислење за одредена, за ова, немаме исто мислење, ја и ти. Пошто ти поише го сакаш ова од мене. Така. Ја не го сакам, например, ти текме. Тоа е лично видување, да. Толку. Ама како сцена сите сме онак што кажав, значи оваа сцена има еден широк мозаик, значи има толку оригинални проекти, значи различни сме, ама знаеш како? Не е идејата, пак ќе кажам Сашо Гоце или Петко или Трајко да оди. Па не. Идејата е да одиме како сцена. 90-ти години кога ќе се симне од автобус, сега глупе муабетов и ова, збориме како стварно како двајца старци, бал се звучиме, ама тоа е тоа, се што да правиме. Такви не се години. Да, се симне од автобус, другарчиња нели од
од Корчаген, не знам, од Брос, од Орцо. Кај свирите? Абе, знаеш, за 3 дена сме у Копакабана, например, не знам, или во Арт. Тоа Полно. Тоа имаше по 1000 деца, човече, на тие настани, а не концерт. Денес е на телефоните. Денеска, не само што се на телефоните, исто, студенти на музичка академија. Значи, не знам, да не збориме превише. Вака. Направи паралела, пред да те прашам за аудиокултура, направи паралела за она издаваштвото и бројот на дискови или албуми што се снимаја во 90-тите, може да ти кажам некако 2-3 годишно се снимаја, реално, пошто и условите беа потешки. Сега сите малтене дома имаме по едно хом студио, можеме да грд зборе да речам да штанцаме музика, иако тоа во светски рамки се прави тоа многу сериозно се прави. И денес кога имаме ајде да не претераме по 30 албуми годишно, онака излегуваат и то сериозни, джез и современа музика. И спрема тебе, бидејќи беше инволвиран во процесот на едукација, колкаво е влијанието 2007 година појавата на джез одделот во креирањето и во создавањето на македонската джез одделот на Универзитетот Гоце Делчев во Штип имам предвид, во создавањето на ова млада едуцирана джез сила која што сакали или не, треба да си признаеме дека во моментот еден голем дел од сцената, да не претерам јас со проценти, ги кажувам процентите, ама немам многу осет како музичар. Од проценти 70-80% настапуваат, свираат, се дел од сцената, создаваат музика, креираат. Па имавме и студенти кои што беа надвор, Филип го спомнавме претходно, кои што беа надвор, дали преку Еразмус, па се вратија. Спрема тебе, колкаво е значењето за отворањето на таква високо квалитетна институција која што ги едуцираше младите за денес да имаме по 20 по 30 албуми годишно. Иако пак ќе кажам дека 30 албуми за светски рамки е ништо. Добро, ама ние за Македонија е нешто. Така, ние сме 2 милиона земја, не знам колку дали се веќе. Секако дека има огромно значење и тоа во тој период кога се отвори факултетот баш онака одекна као една прекрасна идеја, као едно нешто кое што е и остатокот од да речеме луѓето кои што не студираат сериозна музика имаат можност да се запознаат со некој друг правец или со начините како тоа да научат нешто, нели, поише или како се прави, како сакате другачија наобразба да добијат сем класичната. Она што е главен проблем кај нас, што викаат брзо забораваат, мислам, било што кај нас да се случи, се заборава брзо. Зашто е тоа така? Веројатно поради брзото функционирање, брзата живеачка генерално, и некој устален, да речам, начин на живење, која што да едноставно не дозволува, поготово од наша гледна точка позиција, не дозволува некое, не знам колку подлабоко навлегување во посериозни, да кажеме, теми и случувања. Бориме како процеси општествени, пошто ја цело време ги гледам општествените процеси како функционираат. Мислам, не отицам нешто превише аналитичен или не знам како, меѓутоа едноставно јас живеам во овој период од како се вика, во овој крај од светот, живеам со овие луѓе овдека, сум роден тука и така натака и така натака. Нема што се да се замишляме дека сум у ЛА или не знам кај, се понашам не знам како. Сум македонец од овдека. Поентата која е? Ке се направи со прекрасна идеја тоа. Работи 2-3 години, 5, после тоа едноставно не зборам за факултетот, зборам општо. Као да се губи сила. А силата се губи заради тоа што кај нас е еве добро го направивме, така? Еве го направивме. И добро, ако не го одржуваш ти тоа цело време. Дали е со кадар, дали е со милион активности да имаш, ама активности да ти е сцени. Да, ама да ти е лесно. Така. Јас знаеш колку пати од ковидот дигнав раце од ова, неколку пати кажам. Не можам више ова да го правам. Не можам, зашто? Немам живот дома,
Така. Нема, сите си бркат некоја своја работа, си имам ја моја работа, така. Така. И едно време, викам, другари, не знам ова више дали како што. Не можам, тешко ми е. Да, те разбирам. Малте не сам го бркаш. Мачно е затоа што нема реално нема сериозно нема реално вреднување на од државата, инвестиција во ваквите. Не мора да е само од државата. Јас знаеш што им викам стално. Ако ние имаме доволно, да речам, свесни компании, свесни, не е дека луѓето не се свесни, има таму и директори, и школувани, и маркетинг менаџери, што ти ја знам. Ја као музичар викам што ти ја знам. Има таму паметни луѓе кои што работат годишни стратегии за меѓутоа некако оваа проуметничка, да кажеме, фела во држава као цело време да не наоѓа доволно начин и простор да биде на пиедестал. Зашто го кажем ова? Заради тоа што секоја држава озбилна имаат джез клубови, имаат државата и приватниот сектор. Сега ние не сме скандинавци овде, како е така, сигурно ќе се викаме некако ќе биде некоја нова таму, не знам, нова Скандинавија, ама не сме скандинавци. Види го македонци. Ти ја сваќам поентата, но компаниите, значи кои што одделуваат од своите буџети за да дават пари, го прават тоа. Кај нас последните 10 или 12 години има масовна естрадизација на културата, феномен кој што е тотално погубен за таквите како мене и како тебе, оти фирмите дават пари за култура. Само ние двајца не е страшно. Кога зборам јас и ти, мислам на не е страшно. Мислам на целата цена. Затоа што под наводници, под етикетата на култура, ним и се нуди естрада. И сега да не се лажиме, така? Мислам, тоа е еден процес кој што е убиствен за креативни умови, за луѓе кои што на тој начин култура. На тој начин се прави сектата. Ме разбираш кај е мојабето? На тој начин се прави секта. Онда тебе што ти преостанува освен у простор како кај мене у студио или не е важно кај некој друг. Се си ја тера само твојата приказна и едноставно идеш против сите тие општествено социолошки. Да, ама на крај на денот треба струја да платиш, вода да платиш, да живееш, или треба да работиш уште 10 други работи. Знаеш како, да не ги именувам, ги знаеш сите, кога ќе доеш до ова, дека треба да се платат струја, види, ти треба да умреш буквално, значи, терминот е овој, треба да умреш у проблеми, да не можеш да платиш струја, да те жалат ако може, значи да викаат овој човеков, пошто знам ја и мои другари кои што нема да не ги именувам, истото им се деси. Ние едноставно нема потреба цело време да кажуваме приказни од 50 години што се дешавале или од 60 години. Браво. Дека некој не знам животот го дал за тоа, пошто немал за што друго да го даде. Така. Да збораме денес. Ако некој јадел камења, татко ти, ако јадел на некоја планина во Битола, пример, или Мојов у Скопје, не е важно, камен, сега треба сите камења да јадат. Да. Сам глупости, нема потреба тоа. Меѓутоа, тоа е многу битна работа која што треба. Ние мора да ги подржаваме. Ја мене, кога растевме со киселото и со мучо, значи ти кажем најотворено. Виделе, свириме. Океј, се местиш, свириш, колку знаеш, колку умееш. Така де. Тој начин сме преживувале, нема врска. Така де. Пошто, нели, горделивци, не кеш да побараш од дома, секој со својот филм, тие, да речеме, адолесцентни години и така натаму. Меѓутоа, добро, ете, изодено е тоа. Дошла нова генерација. Зашто и они да се мотивират на тој начин? Тоа е тоа. Значи, ние немаме таква генерација. Дајте им на луѓето нека прават нешто. Ние не... Шало 50. Тоа е најпогубна, мислам, најсмешна работа. Ајде, не е погубна, него смешна работа. Ние имаме 50 години. Па, ти мислиш да близу. Да 50 години дека нешто... Никој нема да ни забрани на нас да се занимаваме со музиката. Така. Си го правиш твоето што треба да го правиш. Ама дека ние до прва нешто ќе направиме од 50 до 75
некоја ултра кариера, па јас сега да те викнат од не знам кај сме се од Тафталиџа, ако не викнат да идеме некој у Прилеп или Битола на свирка, 100 пати размишлам дали можам да се укочам, не да Боже нешто, ќе не можам после ни една терапија да се вратам па тоа е муабетот, да. Види. Зато треба да си многу е помагаме, добро, се треба во да си свое помагаме. време. Се во свое време, но од друга страна треба повеќе, јас мислам дека нема разговор помеѓу меѓу сектите. Ајде, глупе збор од секта, ама јас нарочно го реков. Отстално се зезаме секташи, нели? И значи треба треба, сите сме секташи. Треба да почнеме да разговараме прво меѓу нас, затоа што само со колективна визија за што е тоа сцена и што е тоа, ние ќе се движиме напред. Оној опортунизам, морам и ова да го кажам, кажи, слободно. На таа тема сме, и ја знам која ти интенцијата која што ја кажеш. Ние сите меѓу себе имаме одредено мислење за нештото како треба да изгледа. Ама тоа е индивидуално мислење. Така да е, така. Нема норматив. Точно, нема стандарди по кои се мора да даде калап уметност. Кој, еве, овие кутии звучки овдека што ги гледаме, се изработени според некакви стандарди. Да. Значи не може сега мене ми текнало овдека ќе ставам звучник у Бурево на Камник и ќе го презентирам дека тоа е врвот у дешавката. Значи може да биде уметничка инсталација некоја, ама нема да биде. Да. Значи и треба да бидеме реални. Значи реални, да си правиме муабет. Никој не му мисли ништо лошо ти така. Добро, во моментот сме во аудиокултура, јас ќе те прашам едно прашање кој што му го поставам на сите, ќе ти го процитам. Концептот Life at аудиокултура запознат си, тоа е еден проект кој што почна пред 2-2,5 години, со секоја недела има концерти, промоција на книги. И еден концепт кој што видно го измени, ја измени идејата за креирање на аудиокултура, затоа што аудиокултура беше замислен како простор каде што ќе се слуша репродуцирана музика, нели, грамофони, дискови и дигитален формат, но малку по малку преку тие презентации, преку тие настапи, презентации во живо на артистите, некако стана едно култно место кое што во моментот завзема многу високо место во урбаното живење, урбаното Скопје и навистина е престиж да се настапува тука пред одбрана публика 50-60 гости и да имаш она баш џезерската енергија каде си публиката е на 1 метро од артистот и се пренесува таа емоцијата, нешто што го нема на големите сцени. И од друга страна репродукцијата на звукот при свирење, или ние како музичари, ајде свирачи грубо кажано, колку е битно ти да свириш на висока технологија и едноставно доаѓаш оди на ништо не мислиш. Дали има звучници, дали има светло, дали има, не знам, дали ќе биде добро, мислам дали просторијата е добра, едноставно се местиш и свириш. Значи колку е битно тоа, ама дај да ти го допрочитам прашањето. Повели. Аудиокултура успеа да го извлече џезот надвор од фестивалската рамка. Оти реално кај нас имаме поќе фестивали од клубиш имаме и што е жално немаме real jazz клуб, немаме таква работа. Се уште креираш едно повисоко ниво на промоција на џезот и генерално на музичката изведба во живо, затоа што концертите се снимат видео и аудио, одат на лайвстрим и плюс остануваат сите концерти во архивата на нивниот канал. И каква е твојата перцепција за ваквиот пристап од музички аспект и уште едно внатре прашање, колку ваквите алтернативни сцени како аудиокултура допринесуваат за зголемување на културното живење и оне културниот импакт во заедницата? Идејата е прекрасна. Има одлични концерти кои што се има случајно овдека. И добро е да има така да речем за еден не е тоа по затворен круг, него за посериозни љубители веројатно. На тие концерти кај што доаѓаат публика која што го разбираат веројатно тоа и едноставно се создава некаква јадро веројатно за понатака да може да се прошири, кој што во суштина колку што можам да разберам, значи на еден висок левел представено тоа како што каже добри звучници до па и добра пијачка, што и добри гости нормално. Се што е нешто врзано со ова, кај што се дава, да речеме, простор на бендови да се
промовираат, не дека се непознати, него да промовираат нова музика или да отсвират што е. Да, афирмирани артисти. Да, се едно, на човека може да свири, не знам, кој сака буквално, што е нормален и што е добар. Така? Е сериозен плюс и идејата е одлична, се надевам дека ќе опстојат и понатака со реализација на овие исти концерти. Гледам и овој подкаст што го правиме овдека е исто. Да, ова е наменет е подкастот за да се замислат луѓето, значи кои што имаат високи функции и високо влијание, дека да се запознаат со луѓето кои што ја формираат оваа сцена, македонска џез сцена, и дека ние постоиме и дека не сме само една цртичка мала. Збор 2 за џез фестивалите во Македонија. Дали знаеш колку има како број џез фестивали активни? Мислам дека нема сите да ги погодам, ама јас ќе ти ги кажам како бројка, дали знаеш? 2 Скопје, 3 Скопје, има 10, ајде ќе ти помогам. Добро. 10. Неготино Кавадарци треба да има. Неготино Кавадарци не, тоа не функционира. Барем јас не. Добро. Каков е вашиот однос со луѓето во организација, особено кај оние задолжени со програмско уредување? И дали сте задоволни, дали се служувате со различните концепти кои се застапени, затоа што генерално колку што е шаренолика сцената кај нас, џез сцената, така се и програмите на фестивалите шаренолики. Еве вие знам дека имате и за џама имате лейбл и артистите што издаваат за вас многу природно настапуваат на вашиот фестивал, но настапуваат и луѓе кои што имаат нови атрактивни проекти, но и од друга страна и носите и интернационални артисти, многу значени, многу, како се вика, звучни имена. Скопје џез фестивалот секако има една малку поинаква поразлична политика. Претпоставам заради средствата кои што ги добиваат, нели тие можат и традицијата 42 години без престан да ги донесат можеби највисоките и најзвучните имена во историјата и во сегашноста на џезот, иако јас пак нивниот концепт многу повеќе ми се допаѓа затоа што тие секогаш стојат надвор од тој мејнстрим вейв, нели? Ако имаш еден американец што ќе заврти 30 фестивали низ Европа, тие баш ги одбираат оние бисерите. Например, со Оливер тоа го зборавме минатата година, Златко Каучич трио, тоа беше еден фантастичен концерт кој што фала му што го донесе, затоа што да видиме она авангардна и фри музика како на највисок можен левел може да биде изведен. И такви концерти нема да видиш, нема да видиш Златко на 30 фестивали. Ние исто ми е драго што Скопје во нивниот концерт во последните 10-12 години почна и македонски артисти да има продукција на македонски бендови, македонски артисти. Џез Фабрика, знаеш ти, настапи кај нас, ние имаме скоро пола, 40. Добро, со Џијан свирев. Друго. Добро, со Џијан, ама добро, ќе свириш и така. Ние имаме повеќе, нели имаме 9 продукција од 9 концерти, во кои што 4 или 5 се секојаш македонски артисти. Владан беше PNG, имат сега мислам дека 500 издание, тие имат исто промоција на сопствената продукција. Мислам, различни се концептите и во тој цел колорит на сцена, мислам дека интересно и убаво пливаат фестивалите. Сега, ќе ми кажеш кај имаш настапувано како артист. Скопје џез фестивал во 42 изданија си настапил. Оффес Скопје 23 изданија си настапил. Како? На Оффес си настапил, Скопје џез фестивал си настапил. Да. А Стиво џез фестивал 14 изданија со прекини. Прилеп џез викенд кажа 12 изданија. ДНС џез тој уствари вие што го работите фестивалот. Џез Фабрика фестивал си настапил со Џијан, немој да велиш дека не е. Добро. Нема да викаш така. Куманово џез фестивал 7 изданија. Со Жлус имаме. Така. Ете, Тетово и претходно кога го работеа првите. Кажа Љупчо го кажа човекот што трагично загина. Не ми текна. Љупчо мислам дека рече дека се викал Љупчо се викал човек. Добро, не е важно. Јас не го познавам, ама беа фантастични, беа првите неколку изданија Куманово. Тетово џез фестивал 6 изданија. Е таму јас ќе те носам. Кај Вардарот џез Скопје тоа е на Владан. И Арт Генератор Велес. 2 изданија, тоа Славчо ќе го прави. Овие 8, 9 и 10 не сум настапил. Па значи имаш 5 фестивали кај што треба да настапиш. Добро. И мислам дека тоа треба да осмениме во блиска иднина. Сега, ајде уште во кратки црти на паралела. Али генерално сите овие пак нас имаат настапено, така да. Да, ева видиш, ти си
Ти си по широкограден како Подарежлив сум. Да, повеќе можеш да викнеш. Ај направи уште една кратка паралела помеѓу сцените тука кај нас и иако ние многу зборуваме за тоа, нешто на пример, еве последно гостување каде сте биле надвор и да направиш паралела. Не знам, можеби за некоја земја надвор. И што би сакал да се смени кај нас, што ни недостига? Што би сакал да се смени кај нас? Па, можеби треба да се направи, еве, да се со средства, мада дел од овие фестивали ја ги гледам, значи изминативе години, оваа година и ние да речем една пристојна сума, сериозна сума добивте, да. За организација на фестивалот. Меѓутоа треба малце веројатно. Ја мислам дека покрај Министерството за култура, пошто очигледно таму е друга распределбата, која ќе стигнеме да ги знаеме повише информациите како се распределуваат парите, ќе знаеме веројатно и зошто е ова вака или не е овака. Значи ќе можеме. Добро, да мислам дека и во комисиите време некој од фелата од џез да биде присутен и да за комисиите ја сега на пример сум директор на национална установа. Так. Во моментов, така? Так. Носител на некаква функција, не некаква, него државна функција. Да, државна функција. Анкетен лист треба да дадеш, не? Како? Анкетен лист. Имам дадено се. Добро, ајде тргна работа. Кога ќе направиме зграда, тогаш ќе имаш 30 тапани, 40 тапани. 5. Треба да видиш. Сакам да кажам, значи приоритетите околу распределбата на средствата од Министерството за култура треба управо да има од овие фестивали да се избере представник кој што ќе биде нормален представник за сите. Така. Он не може да погоди на сите, меѓутоа треба да биде таму за да ги објасни веројатно човекот какви се проблемите на фелата и на сцената. Така, па тоа ми барем еден човек да има од фелата што ги познава сите овие фестивали. Па мислам дека не е тоа нешто. Не е научна фантастика, еден нека одберат кој сакат и нека го стават. Да каже дека треба пари, дека без пари нема продукција. Исто така ја имав една идеја другачија, на пример, која што ја коментирав пред 2 години 3. Ние треба сите да седнеме овие кој што беше дебатата, да извадиме програмата од минатата година кој што направил и да си кажеме јасно, гласно пред сите. На нас ни фалат толку и толку пари за да ја реализираме оваа програма. Како во нормалниот свет, бараш, значи колку бараш ти ги дават парите и ти даваш резултати. А ние што правиме? Пуштаме една програма, тие ти дават 3 пати, 5 пати, 10 пати помалку и после повторно даваш друга програма која што ајде народски речено крпенци. Сега уште една работа да ти кажам. Дали знаеш дека во повиците во изминатите 5-6 години, 7-10 и колку да се, акцент се става на културна децентрализација. Културна децентрализација во културата, културна децентрализација. Дали знаеш колку пари се даени во Скопје како главен град, а колку пари се даени за џез проекти надвор од Скопје? Не знаеш сигурно, пошто не си седнал да направиш анализа. Процентуално, односно како се вика тоа, пропорционално со на густина на население. Добро. И така натака веројатно ради тоа е, пошто Скопје е на пример по 100 до милион, другите ги Ама треба и џез фестивал во Охрид има. Треба да има џез фестивал во Тетово има. Ја не знам зошто не аплицираат. Види, уште ова работа да ти ја кажам, бидејќи е многу битна. Добро. Значи повеќе од 13 милиони денари, што многу мала сума е се разбира. Добро. Се даени за Скопје, за проекти џез во Скопје. Кога проекти мислам фестивали, не мислам на национални установи. Ако да е добро, нека се заедно. А заедно цела Македонија е близу 1,5 милиони. Значи 13:1. Ниту по население, ниту на број на фестивали, 13:1 е сериозно лоша бројка, нешто што отсликува дека грижата така. Дека едно велиме, друго правиме. Народски. Дека грижата за останатиот дел од фестивалите во државата, џез фестивалите претпоставувам, е многу мала. И дека тоа во иднина мора да се смени. Не можеш ти да имаш, сега набројавме 5 или 6 фестивали кои што се надвор од Скопје и знаеш кои суми ги добиваат. Значи добиваме суми или не добиваме, за не можеме сцена да крениме, не можеме светло да крениме. Така? И сега ти правиш фестивал еден ден, така? Замисли, јас ако треба да кревам 3 дена сцена, добро. Што ме чека мене?
Знам што да чекаш. Ова треба луѓе од фелата да им го кажат дека за да функционираме нормално ние како сцена мора да имаме високо квалитетни фестивали и високо квалитетна продукција. Секако. Тоа ми беше. На ова, да речеме сега што го начнавме како тема, јас ти гарантирам да седнат сега уште тројца карши нас, ќе имаат сите различно гледање и луѓе кои што не се од фелата ќе дојдат до моментот, знаете ли вие, прашањата се следни. Знаете ли вие како е во здравство, како е овамо, како е онамо. Пази, сосема оправдано. Така е. Сосема оправдано, сите идеме, се лечиме и така натака и така натака. Мојата концепција, не се кандидирам за некоја политичка како си како функција. Мојата концепција, Мојот концепт за ова најдобро е да не. Моје гледање на нештата кое е? Значи, мора да престанат, мора да се отворат институции. Така. Мора да се отворат, па и Министерството за култура, како се вика, заедно со таа комисија која што ќе биде избрана. Така. Јас разбирам дека ние сме национална установа, институција, кај што во моментов, да речеме, соработуваме за концерти даваме, деве нема да ги именувам кои згради се. Во национална опера и балет ви во опера и балет, да. У МОП даваме концерти и во МНТ. Во МНТ. Моментално, да. Предходно и во филхармонија имавме некои концерти. Така. Поентата која е? Ние имаме одредена сума за реализација на тие концерти. Кој што е? Да, за програма. Јас тврдам дека тие не стигаат со оглед на тоа дека имаме звезда како Курт Елинг, кој што е мега звезда у светот. Џон Рајли го имате за 3 дена. Џон Рајли го имаме за 3 дена. Значи, тие два концерта, мене ми се, како да ти кажам, кога некој да ме товарил со камион цемента овака врз грбот, и треба да ги изработам тие некако. Така, и сега. Ај тоа што е, само што овој ќе завршам. Како? Има пар хонорарни музичари кои што во моментот не ги имаме вработено тие, него се од опера и балет. Тој во опера има мајски оперски вечери. Мораш да земеш музичар од Бугарија или од Србија. Да, мора да отплатиш хонорар, така да. Кошта дополнителни средства. Така. МНТ немаат пијано, кој што имаат филхармонија или во опера, треба да го изнајмиш, така? Да. И сега, вон тоа, јас имам по секој концерт давачки, уште да не ја кажуваме математиката, меѓутоа сериозни издатоци. Зошто да не се направи анализа? Јас тоа го барам само. Да се направи анализа. Луѓе, што правиме ние? Центар за култура во Битола. Ние го правиме тој термин, дали одговара, ни треба ова. Значи, не е одма управниот одбор решил, не решил, одма чекај сега да не овака, да не онака, да не знам што. Луѓе, немаме време. Поминува времето. Што ќе направиме за овие наши, како се вика, 5 минути живење, така наречени, праше било кој сака да... Капка што ќе падне во морето, и толку сме ние. Толку е да оставиме нешто да функционира, колку можеме да направиме добро за генерациите што доаѓаат после нас. Така. Толку е поентата според мене дека треба да се разбере. Тоа ќе ми биде последното прашање, што ќе му порачаш на младите? На некој млад кој што утре седел на твоето столче и би имал разговор со некој друг млад, само не јас. И јас се чувствувам реално за млад човек. Тоа. Да не се вреѓаме сега. Да. Се зезам. Да си обстојат на патот, секој што ќе потроши време на вежбање, на музицирање, на размислување и така натака, борам за одредена проблематика, пошто, како што рековме, се е расцепкано и така натаму. Би препорачал да разговарат и со постарите генерации, пошто, например, нашава генерација е сепак многу поблиска до тој систем што беше, можеби за тоа имаме ми живеевме во тој систем. За тоа можеби имаме таква снага, знаеш, пробуваме да ги стуркаме нешто лево десно. Пошто ако седнеш дома да кажеш дека не бива и готово. Не бива. Да. Више, си се осудил сам себе си на пропаст. Ама и во кодот на младите луѓе не треба да биде
да се предават. Значи треба да се бориш, едноставно се бориш Апсолутно. и живееш за идеја која што ја имаш и ја носиш. Да не се срамат да прашаат да направат муавет, никој не јаде, мислам сите барем мислам дека се нормални луѓе, знаеш. Така да Кој како? А? Кој како? Не, кој зашто? Кој зашто? Кој зашто? Така да тоа е тоа. Да си уживаат у живот, да разговараат, да бидат дел од овие случувања доколку имаат такви афинитети. Нели за оваков начин на музицирање, зборам конкретно за музичарите, меѓутоа и за помладиве што се генерации дека не е она само нели што се презентира као фаст фуд на Инстаграм или така дале, да, дека е тоа подкачено и има нели секоја тежи на своја планина. Секоја планина своја тежина. Многу добро беше. Веќе многу зборевме, денот почиња, да. Што би бил Гоце доколку не би бил џез музичар? Ја не се декларирам себе си баш за џез музичар. Не би бил музичар, кога не би бил музичар. Па не знам да ти кажам искрено. Пре кажа пилот, пази. Не, тоа сакав да бидам. Ама па може би ще сакаш. Не, ама џабе сакам. Алек вози уште дрилици, знаеш. Така. Нормално. Тоа е супер. И сам оние симулатор. Не можам ја тоа да го правам пошто Што идеја имаш? Што би сакал да биш, а кога не би бил музичар? Не знам, сигурно би си отворил некој грана понака да си седам со другарите. Како што? Грана, викам, би си отворил да си седам со другарите. Не пуцам на висока, не ме фасцинирате. Ако не свирам со луѓе да ми е нормално. Значи некое социјално место, само за дружба нешто. Да, некој ќош, некој убав, фино, лепо, не знам, цвеќиња, кафица од Саваре. Можда Италија би било добро, некој мало местенце. Ама може Испанија, види Испанија, Португалија исто добро. Па и добри се и тие, да. Ама Италија ми има залепено таму малце, ама ајде, ќе видиме. На југ. Да, али Хрватска ми е омилена земја за функционирање. Се надевам дека ти беше интересен разговорот и на луѓето кои што ќе го гледаат овој подкаст, кој што треба да трае околу 1 сат, ама ние затеравме сати. Па исече нешто. Па добро, јас на сите им велам сеќам и после се оди, знаеш? Така. Подкаст е. Фала ти, жив здрав, да се гледаме само за убаво и се надевам дека не само млади, туку и влијателни луѓе ќе го гледат подкастот и ќе најдат паметни работи, што кажавме и ќе го гледат подкастот е многу важно да видиме дали добро сме се изразиле за да ја разберат поентата на сето ова. Иначе ако гледаат као дали кошулата му е пеглана, патиките тоа е веќе има и тоа. Мејнстрим тие тоа са ние сме дома те канаат одма мајка ти се јавува. Кај си дошол со згазано. Слушаш се што зборам, ај тебе ќе те слушам. Да. Јас сум Гоце Стефковски, вие ја го гледате подкастот Џез од денес за македонската современа џез сцена.